Овластениот економски оператор е клучна активност предвидена во повеќегодишниот акцијски план за регионална економска интеграција на Македонија и останатите земји од Западен Балкан. Изјави денеска во Струмица директорот на Македонската царинска управа Ѓоко Танасовски. Во постоечкото трговско окружување, глобалните трговски трансакции во најголема мера се зависни од мрежата на глобални синџири на снабдување. Царинењето на стоките во прекограничната трговија е од исклучителна важност за подобрување на конкурентноста како за извозниците, така и за увозниците. Како такво, секоја држава настојува да воведе програма за областен економски оператор со цел да се промовира сигурноста на пратките што се извезуваат или увезуваат, како и да го забрза движењето на пратки. Стекнување на статусот ОЕО представува сертифицирање на трговско друштво како сигурен и безбеден партнер на царинската управа и исти таков партнер во меѓународниот и регионалниот ланец на снабдување. ОЕО во меѓународната заедница се препознатливи како кредибилен бизнис партнер. Во меѓународната трговија, организациите не се мерат само преку нивниот годишен профит, туку исто така и според начинот како ги извршува нивните активности. Добивањето на статус на областен економски оператор потврдува и докажува дека компанијата ги извршува нејзините активности во согласно со правилата и препораките што се релевантни за ефикасноста и безбедноста на нејзините операции. Ова меѓу другото се слушна на денешната промоција на овластениот економски оператор пред деловната заедница во Струмица. Организатори се Царинската управа на Македонија во соработка со УСАИД.